Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Додека власта прави пиши-бриши политика на јавноста и соопштуваат лажни информации како тие биле против отворање на рудникот Иловица, СДС и ДУИ, ако беа против отварање на рудникот во Иловица, немаше да одлучуваат на седница на влада за спојување на концесиите. Она што го гледаме сега е обид за тргање на одговорноста која исклучиво тие ја имаат. Но јавноста повторно вида дека СДС и ДУИ биле лицемерни кога воделе кампањи сите овие години, бидејќи во првиот момент кога видоа бизнис прилика за лица блиски до владеачките партии, заборавија на сите ветувања. Власта треба да даде одговор на сите сериозни и сомнителни прашања кои што се поврзуваат со ДУИ и СДС и луѓе блиски до нив, кои се дел од сопственичката структура. Владата од една страна носеше одлука за спојување на концесиите, па од друга страна владини представници протестираа против истата таа одлука и велеа дека биле доведени во заблуда, за само неколку дена подоцна да направат чекор наназад и да ја поништат одлуката за спојување на концесиите. Ваквите потези, почитувани, се доказ дека договорената работа на власта за рудникот Иловица не им одеше според планираното, па затоа следеа панични изјави и непромислени одлуки. Фактите го говорат следново. Одлуката за доделување на концесија е донесена во 2017 година од владата на СДС и ДУИ. Истата е поништена во 2019 година, за потоа кога Дестани, кој што важи за близок до ДУИ, влегува во сопственичката структура на Euromax Resources, и само 15 дена подоцна институциите носат одлука со која се поништува одлуката за едностраниот раскин на концесијата. Почитувани, ова е суштината на случајот Иловица и ова се прашањата на кои СДС и ДУИ треба да дадат одговор на јавноста. Прво, дали целта на власта е рудникот да се изгради и дозволила тоа да го работи фирма која што нема никакво искуство за ископ на бакар и злато, или пак второ, целта е Македонија да се најде на арбитража, фирмата да ги земе парите од арбитража по добивање на случајот и потоа тие пари да завршат кај оние кои што им ја завршиле услугата, а тоа е власта во моментов. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДС и ДУИ водат лицемерна и неискрена политика штетна за граѓаните на Македонија. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Да, повелете слободно. СДСМ го обвинува лидерот на ВМРО дека фактички во 30-годишната историја на независна Македонија ја раздвојува македонската од европската агенда и дека има некој друг пат, како што тврдат они, за интеграција на земјава. Од друга страна, гледаме дека власта има стратегија нели да почне дебатата на 18 август со Содружијата за уставните измени, меѓутоа велат дека чинот на гласење може да се одложува се додека не се обезбеди двотретинско мнозинство. Значи, како гледате на овие работи, значи до бесконечност може да оди овој процес на уставни измени и дали имате стратегија за настап на 18 август? Благодарам на прашањето. При поставувањето на прашањата самите можеме да заклучиме колку власта е конфузна во изјавите кои што ги дава и колку се смешни на крајот од денот нивните изјави кои што се поврзани со процесот на уставни измени. Ќе потенцирам 80% од граѓаните на Република Македонија се против промената на уставот. ВМРО-ДПМН е политичка партија која што работи исклучиво во интересот на граѓаните и го слуша интересот на граѓаните. Ставот на ВМРО-ДПМН по однос на уставните измени е јасен, дека уставни измени под бугарски диктат нема да поддржиме. Колку подолго власта се обидува да ја држи оваа тема во јавноста, толку повеќе тие губат, но на крајот од денот ќе мора да дојдеме до така нареченото финале и таму ќе се потврдат тезите дека власта нема стабилно мнозинство и дека нема мнозинство кое што ќе потврди уставни измени, а веднаш потоа очекуваме да одиме на избори затоа што оваа влада единствено само тоа може да го направи. Ви благодарам и на вас.